Генетски модифицираната храна опасност по здравието или предизвик со кој ќе се намалува гладот во светот? Европската унија има строги стандарди кои мора да ги почитуваат и земјите претенденти за влез во европското семејство, како што е и Македонија. Во таа насока потребни се поголеми контроли при увозот со цел да се има увид што содржи храната со која се тргува од странство. Застапеноста на генетски модифицираната храна во Македонија е многу мала. Многу мала во наводници заради тоа што се претпоставува дека оваа храна е во наводници забранета за употреба во светот и во Македонија како дел и иден член на Европската унија. Во Европската унија е дозволено околу 1% да биде застапена генетски модифицираната храна, односно дел од генетски модифицираната храна да биде застапена во исхраната на луѓето. Опасностите се многу минимални во овој момент да се дознаат кои се, заради тоа што генетски модифицираната храна во моментов се користи, но не е доволно испитана. Коалицијата на младински организации сега се вклучува во подигањето на свеста кај младите за користењето токму на генетски модифицираните организми преку панел дискусии со учениците од средните училишта. Овие панел дискусии се спроведуваат во 4 града, во Свети Николе, Прилеп, Битола и Скопје. На оваа панел дискусија панелисти беа Татјана Тасевска, дипломиран инженер-технолог, Ружица Гориновска, инженер-агроном, Мартин Јошевски, доктор по ветерина. Целта на оваа денешна трибина е да се обидеме да подигнеме свеста на младите граѓани во Република Македонија, посебно младата популација за потенцијалните ефекти на генетски модифицираните организми по животна средина и човеково здравје. Монсанто е лидер во производството на генетски модифицирани семиња кои се користат во Америка, Бразил, Австралија и други поразвиени земји. Генетски модифицираната храна се добива со вметнување на генетски материјал од еден во друг вид преку генетски инженеринг. Со тоа се овозможува пренесување на карактеристиките од еден на друг вид кои не се во сродство. Најпознати генетски модифицирани продукти се зрната од соја, лен, памук и маслото од репка.